Почитувани гледачи, добро вечер. Во вечерашниот термин на ТВ дебата на Клан имаме само еден гостин, значи ќе направиме интервју со министерката за образование, професор доктор Весна Јаневска. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Благодарам што имавте време на овој дел од гледачите да им проговориме за некои проблеми и перспективи на образованието. Министерке, кога се нафативте на оваа, мислам, тешка позиција, бидејќи сметам лично дека образованието е еден од најтешките сектори за реновирање или реформирање од сите останати, бидејќи е многу комплексен на некој начин и се работи за луѓе, за деца, кои што треба да се едуцираат на соодветен начин. Што имавте предвид? Дека не е доволно добро досега, дека ќе го промените сосема, дека ќе направите нешто ново? Бевте оптимист, премногу верувавте во себе или мислевте дека е време за некоја нова реформа? Благодарам, Љубиша. Интересно е прашањето. Секако, штом сум се нафатила на оваа функција, сум имала одредена доза на самодоверба. И мислам дека тоа е сосема очекувано и нормално, инаку без самодоверба, нели, човек и не би требало да се нафати на нешто што е многу сериозно. За мене министерската функција е сериозна, одговорна, напорна, така како што и вие кажавте, тешка. Основниот мотив да почнам поодамна да работам на полето на образованието е што навистина резултатите кои ги дава образовниот систем не се задоволителни. И нели јас вообичаено велам, еве на сите интернационални домашни тестирања нашите ученици се на дното на табелата со неколку земји од регионот, не сме ни приближно до просекот. Потоа веќе имаше приметби на наши пријатели дека и студиските програми не само што не ни се модернизирани, не се со тек на времето, туку дека нивото на квалитетот на образованието е драстично паднат, па нашите студенти кои добиваат одредени задачи не можат да одговорат на тие задачи, не студентите, нели, завршените. И кога живеете во една земја, која вие секојдневие, дополнително ја сакате затоа што е ваша земја, и ако сметате дека имате и сили и време да помогнете, сметам дека е логично да се впуштите во тие води, да направите, барем да се обидете да направите нешто подобро. Не мислев и не мислам ни сега дека нешто може брзо да се промени, како што сме се обидувале во минатото тоа да го направиме. Во образованието не се очекуваат нагли и брзи промени, ниту па се потребни нагли и брзи реформи. Тоа ни го покажа искуството. Може би некаде и може, но во Македонија очигледно е дека тоа не може. Дали има посебна желба за така наречена реформа? Па да, некакви промени овде треба да се случат за квалитетот на образованието да се подобри, со една единствена цел, луѓето кои што ќе го стекнат тоа образование да можат да бидат задоволни во текот на животот, секако да принодесат на пазарот на трудот, а преносно преку тоа да донесат и за државата во која што живеат, за таа да биде посовремена, побогата, поорганизирана. Така да мотивите беа помногу бројни, но крајната цел е доколку може, што е можно побрзо, а повторно велам дека за тоа треба доста време, да се направат одредени промени кои ќе почнат да го подобруваат квалитетот на образованието. Добро, малку и разбирливо, бидејќи вие на некој начин сепак базично доаѓате од сферата на образованието. Да. Не доаѓате од некој друг сектор што ви е непознат. Но дали е политички тренд да секој нов министер или секоја нова влада нуди нова програма, нова реформа, а старата не ни завршила? Веројатно имате забелешки на тоа што досега е направено, па сакате да направите нешто ново. Или ќе правите некаква надоградба на тоа што е досега направено, за да има некаков континуитет, бидејќи и самите знаете, и самата сте професор иако во високото образование, дека веќе и наставниците се малку збунети по која програма сега, па дали е ова подобра или не е подобра, колку ќе трае и така натаму.
некаков континуитет, дали некојаш не е потребен во сферата на дел од образованието, дали не ќе биде основното, да речем. Сметам дека, може би и грешам, но јас барем така мислам, такви се моите сознанија, дека прв пат велиме дека ќе се обидеме да направиме што е можно поголем континуитет и да искористиме повеќе од искуството во минатото. Значи, рековме, концепцијата за основно беше главна тема еден извесен период, се согласуваме, не се согласуваме. Рековме дека како една влада и сега како влада од концепцијата ќе ги задржиме сите елементи за кои што сметаме дека се позитивни и ќе придонесат во развој на образовниот процес на децата, дека она што сметаме дека не е добро, ние ќе го исклучиме. Но нема да го исклучиме како авторитети или како влада, туку имавме можност 5 години во опозиција, додека јас ја раководев Комисијата за образование и наука, но и предходно со моите предходници, нели во овие 7 години додека ВМРО не беше на власт, да стекнеме сознание и да направиме анализи што се случувало, што е тоа што родителите не го сакаат во образовниот систем, што е тоа што на наставниците им прави проблем при поучувањето, што е тоа што децата би можеле или не би можеле да го совладат, и од тука направивме еден план што е добро да задржиме, што сметаме дека не е добро после анализите кои ги направивме во соработка со овие чинители во образовниот систем, да промениме. И така и настапуваме. Големи и драстични промени нема да има, затоа што не дека не се потребни во основното образование, но затоа што минатото ни покажало дека никој не може да го постигне ефектот кој се очекува од таквите бурни настани во образовниот систем. И наставниците треба да се прилагодат, но секако и за родителите треба да е прифатливо. Во, за жал, гимназиското образование, ние 25 години немаме промена на наставен план и програма, што значи дека е многу време проминато за да бидеме во чекор на модернизацијата на образовните системи во светот, а нас ни е такво нешто неопходно. Па оваа година ќе правиме и промена на наставните планови и програми во први клас гимназија, каде што ќе воведеме нешто што сметаме дека, после спроведена анкета се разбира, таа е во тек, нешто што сметаме дека ќе им овозможи на учениците да стекнат такви знаења, вештини и компетенции, најголем дел од нив да продолжат на високо образованието и гимназиското е тоа, не ги подготвува за пазарот на труд. Но и доколку се случи да не продолжат на пазарот на труд, да можат брзо да се прилагодат, нели, на потребите. Што е тоа? На што мислите конкретно? Што е тоа? Значи, во средно стручно образование и во програмите за образование на возрастни се предвидуваат дополнително програми кои ние досега не сме ги имале за стекнување на одредени верштини, например преквалификација е едниот назив за тоа, а постојат и други можности и програми во кои тие би стекнале одредени вештини за да можат да се вклучат во пазарот на труд. Но тоа е еден дел, веројатно. На што генерално би се темелело, на кои столбови реформата, на кои базични принципи? Зборуваме за средното. Да, може не е да важно. се едно, тоа што ви е основно и приоритет, средно. нека е средно, нека е основно, не е од недека треба да се почне. Што ви е генерално Што ново треба да се внесе во реформата? Најголемата промена која оваа влада треба да ја донесе е подолгиот престој на учениците во училиште. Подолг престој. Подолг престој на ученици во училиште. Во основно? И во основно и во средно. И во основно и во средно. Она што се вика целодневна настава е кога децата се од 8,5 до 4,5 во училиште за малите оделенија, прво велев од 1 до 3, сега го зголемувам тоа од 1 до 5. Добро. Кога децата се на училиште и таму сработуваат се што треба да се сработи на училиште. Имаат 2 наставнички, таму учат, таму пишуваат, таму се забавуваат, таму имаат оброци, но тие се цел ден на училиште и го трошат времето за да стекнат некакво знаење или вештина. Тие ќе имаат и ликовно, и физичко,
тие ќе имаат и други предмети, хуманистичко однесување, антибулинг предмети прилагодени, да речеме, за нивната возраст. Како тие ќе одат, нели, нагоре со годините, така и програмите ќе се менуваат. За големите оделенија, од 6 до 9 има многу и самата концепција ги предвидува. И јас тука велам, ние ќе одржиме еден континуитет, изборни предмети, многу. Во овој момент бирото има подготвено регистар од 50 изборни предмети. Но велиме, кога малку ќе го растеретиме од работата на промената на гимназиските наставни планови, програми, се извинувам, програмите за 7, за 8, за 9, тие ќе можат да се посветат на дополнително зголемување на регистрот на слободни предмети, изборни предмети. Но покрај изборните и обврзните предмети, учениците ќе имаат и многу други обврски. Дополнителна настава за оние што имаат тешкоти и со учење. Додатна, се извинувам, а дополнителна за талентираните ученици. Предвидуваме... Во тој динамичен циклус, значи нема веќе, таката да кажат, оној социјалистички пристап, сите еднакво, и тие добрите и лошите, едните заостануваат, другите ги влечат назад, туку да направиме една категоризација каде што тие што се одлични да можат побрзо да одат напред. На тоа ли мислите? Генерално тие што имаат способности и таленти, да ги развиваме нивните способности и таленти, а оние што имаат потешкоти и со учењето, да ги мотивираме и да им помогнеме да научат барем она што би било просек, нели, да не заотстануваат зад просекот. Ки имаат разни наставни активности, клубови, значи драмски секции, поетски секции, математички клубови, според афинитетите на децата, дури и, нели, велиме, сликарство, па може би и кулинарство, па може би и фотографија, па други активности. Па и новинарство, зошто да не? Но медиумска писменост, секако медиумска писменост е еден проект кој многу добро го прифаќаат сите. Па малку да се запознаат со демократија, што е демократија. Па ми се пожалија неколку родители дека децата во 4-то месечини учеле што е мито и корупција. Ако е тоа објаснето соодветно на нивната возраст, може би и треба да се спомне. Па некои родители велат... Но зошто тоа? Знаете што? Помислив и да ве прашам, добро, самите го споменавте тоа, бидејќи веќе имаме во соседството деца кои што се 4-то оделени и точно ово го спомнуваат мито и корупција. Ако знаат што е мито и корупција, не значи дека нема да ја прават, бидејќи и денеска тие што се корумпирани, знаат дека се корумпирани. Тоа што треба да има етика, морал, секако за да може да проценат што е добро, што е лошо. Тоа е многу битно. Секако, Љубиша. Ке имаат многу етика, ке имаат многу додатни часови, еве тоа да го кажам на едно... системи, не е само... Така е, каде што ќе учат што е добро, што е лошо, што е интегритет, па и што е почит кон државата, еве да го наречам, тоа е и патриотизам, нели, за да можат да развиваат нешто што е надвор од она што се вика сувопарно учење и стекнување на одредено знаење, кое нема да знаат да го применат. Она што ќе го научат, дури и да е помалку, ќе треба да знаат да го применат. Значи, она што ни се лошите резултати на PISA тестирањето, например... Со децении. Со децении се лоши. Така е, но што ни велат? Компаративно, што можеме ние да извлечеме од тоа тестирање? Зошто е значајно да учествуваме? Велат, децата не знаат букви, нели? Не знаат да го прочитаат зборот или текстот. Тука ако побараме од нив да одговорат на прости и сложени прашања или да ја кажат поентата од тестот, не знаат. Не размислуваат. Не размислуваат. И велиме дека многу мал процент од нашите деца знаат да разберат комплициран текст или да извлечат поента од тоа, за утре да го можат да го применат во животот. И вакви активности во училиштето треба да има многу. Со кого? Со кои наставници? Со овие наставници. Сеќавате кога доаѓаат странците, кога не обучаваат за нешто, после вика треба да создадеме обучувачи на обучувачи. Бидејќи наставниците не сите се подготвени за секакви реформи кои што се од овој карактер. Така е, сосема сте во право. Значи, овој процес ќе оди паралелно.
треба прво да направиме промени во високото образование, во наставничките факултети, и тука министерот има една подпорна улога, или министерството, затоа што тоа мора да се направи во соработка со факултетите, универзитетите кои имаат своја автономија, но од контактите до сега, кои сега ќе ги поинтензивирам, сметам дека има расположение за тоа да се воведе многу повеќе практична настава на студентите од педагошкиот институт, академија и така натаму, а паралелно да ги искористиме овие наставници што ги имаме. Ти ние не можеме сега да ги пратиме сите во пензија. И тука ќе има дополнителни обуки за тие наставници. Оно што моето искуство досега го вели, дека да, има интересни обуки, но тие од повеќето обуки не се задоволни. Велат дека учат тоа што веќе го знаат, учат по застарени методи, дека е досадно, дека обучувачот не знае да им даде одговор на повеќе прашања. Тоа треба да го промениме. Оти ние средствата ги трошиме за обука на наставниците, но веројатно треба да направиме една посериозна анализа, да видиме, сме ја направиле веќе, зборувам за минатото, за да видиме што треба да се промени за тие да можат да го прифатат новиот стил на подучување. Значи, тоа точно рековте, ќе трае, нема таква брза. Ќе трае, секако дека ќе трае. Значи, треба долго време на власт да останете, сакам да кажам, за да промените реформава. Па сега не ни предвидувајте кратко време. Да не бидат другите, па да направат нова реформа, како што вие сега... Не. Знаете што? Значи, генерално, ако можам да заклучам, иако не ви дадов до крај да ги изложите темелите на реформата, гледам дека претежно се концентрирате на програмата, она што создава квалитетен кадар од младите. Иако е противречно, бидејќи ние самите велите нити на Шангајската листа, нити на ПИСА покажуваме резултати од програмите. Јас само мала компарација ќе направам, нема многу назад да се враќаме, иако имаме години да се враќаме во социјализмот. Многу беше значителна најавата за реформа во времето на Никола Груевски. Рече компјутер за секое дете. На Царовска беше таблет за секое дете. Денешниве деца од 2 години се со лаптоп и со телефони. Вашата се најдете во таква ситуација. Најголемо достигнување во 100 дене што успеавте учебници да им даде. За жал. Значи, ако е тоа реформата пана учебниците, а се сеќавам дека добар дел од родителите, кога се обидуваа да им внесат таблети, се бунеа и не сака учебници. Тие учебници се раскупусарени, се преснимувани, фотокопирани. Па зарем ќе се враќаме повторно на еден тон хартија, а самиот ваш колега министар за информатичко општество вели и владата да се дигитализираме. Дали тука ќе посветите повторно внимание да имаат нагледни средства каде што нема да биде се на хартија? Нема никаква контрадикторност тука. Децата во првите одделенија треба да развиваат одредени способности како што е, например, моторика, препознавање на форми, на бои, на слики, разбирање на тоа што го слушаат, одговарање со поедноставни реченици, па развивање и на говор. И тоа не е спорно и тоа го кажуваат тие што се стручни дека треба така да биде. Се разбира дека ќе спроведуваме дигитализација. Ако мислите конкретно во поучувањето, да. Ние никогаш не сме рекле дека имаме нешто против дигиталните учебници и ќе се потрудиме според буџетските можности да ги развиваме. Но книгата е потребна. Значи и денес во светот велат дека книгата е потребна и никој не вели дека ние веќе нема да имаме хартиени библиотеки, да ќе дигитализираме можеби се некогаш во светот, за да го зачуваме на два медиуми, нели, хартиен и дигитален, се извинувам, нашето богатство. Меѓутоа, и почитувањето и сакањето на книгата има своја вредност и таа развива нешто духовно. Но да се вратам на дигитализацијата. Бидејќи образовниот процес не опфаќа само подучување и учење и Министерството не е фокусирано само на развивање на учебници, ние веќе во Министерството за образование и наука сме во релативно добра фаза на дигитализација. Па имаме онлайн пријавување, па имаме онлайн одговори, па имаме стипендии, помош, се тоа што се одвива, ученичка помош и така натаму,
се е тоа веќе почнато со сериозна дигитализација. Почнуваме сега да правиме бази кои не недостасувале многу години наназад и пак ќе речам, ние не можеме во 3 или 6 месеци или во 1 година или во 2 години да направиме се што сме пропуштиле многу години наназад, но битно е да почнеме. Да ги воспоставуваме критериумите и принципите. И сега велите што ќе се случи ако дојде друг министер па има некаква друга замисла. Јас уште на самиот почеток реков дека да, министрите се листопадни дрва и може да се случи и политичка промена, нели, од било какви потреби. Битно е ние да ги поставиме овие критериуми и мојата идеја од која не сум се откажала, идејата на оваа влада, нели, не само мојата, е дека ние во образованието мора да постигнеме консензус меѓу сите политички чинители. Јас тоа го нареков декларација. Дали ќе го наречеме декларација, дали ќе го наречеме стратегија. Еден документ во кој ќе речеме овие наставни планови и програми ќе се менуваат минимално според потребите на модерното време, но ќе траат барем 10 години. Мониторингот на процесот ќе се одвива по овие принципи. Тестирањата, проценката, нели, евалуацијата на стекнатите знаења, вештини ќе се одвива по овие принципи и така натаму, се што треба да има еден таков документ и конечно ние заеднички тој документ да го подпишеме или крајната цел е да го донесеме во собрание. И јас бев присутна само на еден состанок на комисијата за Собраниската комисија за образование, наука и спорт се вели таа. Тогаш ја соопштив оваа идеја пред членовите од различни партии и таа беше поздравена. Дај Боже. Овој документ се уште не е завршен, затоа што сметам дека треба да се доработат уште некои нешта, значи да постигнеме консензус за наставните планови и програми кои не се довршени, да оствариме услови за целодневна и едносменска настава, и ние не можеме секаде да ја почнеме. Во Скопје има училишта кои работат во 2 смени. Во внатрешноста се тоа треба да се направи за ние конечно да стигнеме и да речеме евеа нашата стратегија, нека биде која ќе биде долготрајна. Ако е така добро, но ете за жал искуството вели дека секогаш таа влада што предлага и за било што вели ајде да се договориме да имаме консензус, да ама по нашата програма да направиме консензус. И така грешат сите останати партии, и СДС и ВМРО, дали се работи за ЕУ, дали се работи за образование, не знам, но некогаш треба да тргнеме од нешто базично. Мислам, образованието е некогаш и поважно и од работата и од членството во ЕУ и така натаму. Да имаме кадар што ќе остане овде. Иако со ова на некој начин отвараме една друга тема. Состојбите во образованието не секогаш зависат од самото образование. Стандардот на граѓаните кои што ги тера да се одселат или миграцијата село-град или миграцијата надвор од државата не можете со мерки со образование да го спастрите. Затоа да почетокот реков дека е тешко да се биде во образованието. Самите рековте дека во градските средини училиштата се преполни. Во 2 смени работат, а сакате да направите да работат во една. Во Кочанско, во Црнврв, во Западна Македонија, се празнат и се затвараат училиштата. Таму деца веќе нема. Во едно училиште во Кочани, во едно целото има 4 ученика. Едното е прво деление, 2 од второ и трето. Сега слушам во Црнврв од 30 имало 8. Значи, мигрираат луѓето. Тие школи се затвараат, а ваму треба да имате пари за нови школи. Светска банка денеска рече дека образованието е важно. Вчера Министерката за финансии рече образованието е многу важно. Вчера требаше новиот буџет да ви го представат. Ќе имали пари во образованието доволно за оваа програма, која што не е само за програмата, туку реформите значат и нови училишта. Да, реформите опфаќаат и рационализацијата. Се вели оптимизација, малку по-културно, да не биде страшно, но тоа е де факто рационализација на мрежата на училишта.
Па оние училишта кај што има 4 деца во едно кочанско село, ако не е на 30, на 50 километри оддалечено од централното училиште, Не. каде што веќе работат во една смена, оти таму, да, нема деца, ќе ги поместиме кон централното. Бенефитот е голем, прво за децата. Тие ако живеат во едно село 4-5 деца, тие се оставени сами на себе. Асоцијални се. Асоцијални се. Одморот им е- Ке им платиме пат, ке ги однесеме во централното училиште, нема да трошиме за режишки трошоци за одржување на училиштето. близко се, да. Може Близко, на кола, реално, однесат се, така е. Тоа е Може еден дел некој- од реформата. Да. Другиот дел од реформата, кој во моментов правиме анализа со Светска банка, и во колку станува збор сега за поголемите општини, во главном Скопските и неколку поголеми градови во Македонија. Сега се прави таа анализа. Во колку училишта треба да се доградат колку училници. Да не биде сега кровчето го направивме, Не, па не, не, ставивме не, под не. игралиштето пластична трева, па градоначалникот на сите звоне ќе се пофали дека проект направил. Мислам, дај да завршиме со тие шминки, бе, молам. Мислам дека е дојдено крајно време да ја сватиме Но- сериозно да. работата. И се надевам дека разбирате во што е реформата. Значи во оптимизацијата, во доградување на 2 училници, 5 училници, некаде и училиште ќе мора да се изгради, не едно, 2 и 3. Станува збор нелеве за аеродром, за Ѓорче, за Чаир, но тоа се добро вложени пари за децата да ги задржиме во училиштето. Така е. Да не се по цел ден на таблети, на компјутери. Па знаете како и улицата некогаш ги превзема децата со несакани некакви однесувања и така натаму. Што е една тема. Ем ке бидат под контрола, ем ке стекнуваат знаење и вештини кои досега ги немале. Дополнително, наставнициве ќе бидат ангажирани, не сите, нели, цело време со учениците и као мораш да учиш да не мрднат, туку ќе се направат директорите распоред да ги имаат и ови. И во наставни активности. Нашите деца, ако родителот не ги однесе во театар, никогаш нема да влезат во Во театар. двор не излегуваат. Така е. Значи, ќе ги однесат во театар, ќе ги однесат на кино, па таму ќе ги учат како треба да се однесуваат во театар, да го анализираат филмот после тоа. Зошто да не отидат во старски дом да видат што се случува таму? Зошто па и некоја амбуланта да не посетат да видат што се случува таму? Значи, има огромни можности на кои они треба да го впиваат животот. Животот, велам јас. Тоа се знаења, нели, кои ги стекнуваат, информации кои ги стекнуваат, но тоа де факто е животот. Понекогаш велиме, ама тие се премали да учат ова, ама тие се премали да учат она, а фактот е дека нашите деца до 15 години имаат 900 часа помалку од нивните врсници во Европската унија, а овие тестирања кажуваат дека нашите деца, да речеме во 9-то одделение, заостануваат 3 до 3,5 години со знаењето, значи како да завршиле 6-то одделение. И сега, ако ги мазниме и да. велиме многу е тешко да учиш, и ако велиме Па ќе престанат сине се ти да учат, поспи, ќе гледаат само сега филмови. станува малку по, нели, груба и велам добро сине ти поспи, па сега ќе одиме на одмор, ти нема да одиш на училиште, ова им се обраќам на родителите, ама ќе им се обратам и на наставниците. Па добро, греото е детето, нели, место тројка ќе добие четворка, место четворка ќе добие петка, ќе дојдеме во оваа ситуација во која што сме. Тоа мора да се промени. И ова што јас го кажувам, не го смисли министерката Весна Јаневска, затоа што е непаметна на овој свет, туку многу сме читале со комисијата, многу сме анализирале со комисијата, многу споредби сме правиле со околните земји, со светот со земјите во светот, во напредниот свет, и сме заклучиле дека треба да се направи ова. Оти не е навистина се во наставната програма. Наставната програма може да е најдобра на овој свет. Може Нобеловци да ни ја напишат. Ако нема кој да ја спроведе, и ако нема кој да ја восприеми, за кој што ама се и да ја сомневам дека ќе успеете, Ета. тоа е толку кавасто да се... Ама јас пак ќе речам, јас еве ќе речам, нели, еден мандат сигурно ќе истераме, не се сомневате ни вие, во еден мандат не може се да се заврши. Но битно е да тргнеме по добриот пат. Јас искрено се надевам дека овој пат е добар, затоа што сакам да биде добар. Одете ли со меѓу училиштата, со наставнициве, разговарате ли? Како не?
Во овие 3 месеци И има немојте многу малку. родителите да ги слушате. Тие стално имаат некои... Ке ги слушаме и родителите, и ти имаат значајна улога, но немојте до одреден многу. степен. Но до одреден степен. Во овие 3 месеци немав многу време да се движам по училиштата, иако сум посетила, не дека не сум била, меѓутоа ќе одам сигурно, меѓутоа претходно многу одев. Многу одев. И знаете, вообичаено луѓето ке мислат, ама да, партиски состаноци се тоа и така натаму. Не, никогаш не било тоа затворено. Секогаш имало присутни и неопределени и некои други. И секогаш сме ги водиле тие состаноци во правец на образование. Нели, што да направиме за да биде подобро? Ама не ми одговоривте за буџетот. За буџетот се извинувам. Да, јас многу зборувам. Реформа без буџет. Да. Нема патишта, нема пари, година, не, оваа година, кога дојдовме на власт, навистина беше многу тешко, и буџетот беше со огромни долгови, еве да не речам истрошен целиот. Добро, уште колку време си давате да го спомнувате тоа? Не, ние поправаме. Не, ние веќе Ако поправаме. се големи дупките, значи тоа е доволно 4 години да изборите. Нема да ги зборуваме 4 години. Колку? Уште 100 дена, ајде. Не. Ние Ќе изнајдовме сила и мојки да речеме дека ќе направиме покачување на платите на 24.000 само наставници плюс учени соработници и сите вработени во училиште. Чекајте, тоа е 5%. Да, но тоа не е Социјалдемократите не ви го простуваат. Значи, Филипче веќе... ве спомена дека кога бевте опозиција, ги терате да протестираат за 10, а сега им дадовте 5. Не, Така рече во интервју. ние никого не сме терале, особено не јас. Не сме Посебно темали. вие. Вас ве Не, спомена. јас ги коментирав и ќе ги коментирам и натаму. Ако во овој момент велиме дека е запрена инфлацијата, така велат тие што се постручни од мене, нели имаме министер за финансии, министер за економија, премиер, јас сум за образование, ако велиме дека е запрена инфлацијата, ако велат дека буџетот се полни, јас сум член на владата и гледам дека буџетот се полни, значи ние сме на одличен пат да запреме и да почне буџетот да се полни. За едната година очекувам релативно добар буџет, иако трошоците се огромни, но се надевам дека со тоа што ќе го добие Министерството за образование и наука, ќе може континуирано да почне да работи и да ги остварува овие цели. Веројатно следната влада ќе имаме повторно дискусија, ние сме во комуникација со Министерството за финансии. Само се ќе прекинам, бидејќи се општините се со отворени врати за да примат многу пари за капитални. Дали школите влегуваат во тоа? Влегуваат. Доградби, нови школи. Влегуваат. Има ли такви проекти? Во моментов имаме, во моментов колку што јас разбрав. Да не биде само канализација, не дека не е важна, ама се за вас е битно и јас школата. разбрав дека најмногу проекти има во Министерството за транспорт и врски. Но и тоа ќе се заврши, ќе се направат тие проекти. Важно и школите да има одвод. Имаме ние, имаме доспеано проекти. Во главном се однесуваат на спортски сали и доградби, но и релативно беше кратко времето за аплицирањето. Јас верувам дека на вториот повик, кога веќе општините знаат дека ќе има втор повик, да можат да се подготват со планови, маркици и така натаму, дека ќе имаме и такви проекти, затоа што и контактираме. Министерството се јавува, ние направивме анализа колку училници ви треба ли школа, имате ли простор каде можеме ли да доградиме цело крило. Веќе сме во таква комуникација. Јас очекувам веќе следната година да имаме многу посериозни и многу повеќе проекти и се разбира се во ова ќе трае барем година, 2, можеби и 3. Министерке, Се едно, со задоволство. Кога говориме за капацитети има или нема и самите велите во Скопје најмногу има недостиг, има многу ученици. Проблемите со нагледни средства, столчиња, маси и така натаму. Важи и за учениците албанци, за учениците македонци, без разлика на етничката припадност. Таман работа се разбира. Учебници немаат и едните и другите. Се жалат дека немаат во средните училишта, во насочените дека немаат учебници. За жал или за среќа, до Министерство за образование и наука нема стигнато официјална жалба дека нема учебници, дека негде недостасуваат. Јас ќе ви го објаснам принципот. Нема учебници за странски јазици.
Тоа треба Ама сите тоа од да поодамна знаат. нема. Тоа го нема од подамна и ќе има следната година. Ќе има следната година. И учебници по ниеден странски јазик нема. Во основното образование за одредени предмети концепцијата не предвидува учебник. Например, не предвидува учебник за физичко, за ликовно, за музичко во пониските оделенија. И за тоа нема учебници. Значи, за одредени предмети не е ни предвидено да има учебници, оти да речеме, во ликовно треба наставникот да ги воведува креативност. Во средните стручни училишта, особено на албански јазик, нема. Не е на албански, ве молам. Во средните стручни навистина нема учебници и ќе ви кажам зошто. Значи, јас кога дојдов во јуни, на крајот на јуни, затекнав одреден број на одобрени. Учебникот мора да се одобри. Тоа е цела процедура. Значи, авторот се распишува конкурс за автори, па тие се пријавуваат, па пишуваат учебник, па тој оди во Бирото за развој на образование, на одобрување, да е во согласно со наставната програма, па потоа оди на рецензенска комисија, па имало, немало рецензенти, имало, немало автори, па некогаш Бирото и рецензенската комисија дават спротивни мислења, па тоа оди, сите одат, и тие што имаат еднакви мислења, на Националната комисија за учебници, и тоа е еден процес кој трае. Кога дојдов ми кажа дека за седмо нема ни еден одобрен учебник. За први клас, за прва година средно стручно, таму сме најдобро, во средно стручно нас всушност ние постигнуваме успеси, но за учебниците сега зборувам. Имаше одобрени учебници и некои издадени за прва година. За другата половина, да речеме, за прва имаше одобрени, но не дадени во печат, или требаше тоа да се доработи, да поминат некои од фазиве. За втора година средно стручно, пак имаше неколку одобрени, многу неодобрени учебници. Ние, како нова влада, ги испечативме сите кои беа одобрени. Тоа значи прва година средно стручно и мислам дека беше, не ме фаќате точно за збор, 70 или 80% втора година. Потоа годинава сите одобрени учебници за која и година да се, трета, четврта, која и да се, ќе ги печатиме. Но повторно велам, програмите не предвидуваат за секој предмет учебник. А зошто не биле одобрени? Заради овие проблеми кои ви ги кажав. Имало автори, немало автори. Не заради квалитет или не создействува. Па ги враќале и рецензенските комисии, неквалитетен учебник. Не, секојаш од прва добар учебник. Така е, ама и некои се комплетно одбиени. На некои се барале 30% поправки, па и за тоа треба време. Но, ќе имаме нов закон за учебници, ќе ги докомплетираме сите учебници, повторувам, некои учебници не треба да бидат печатени, нема потреба, нели, за, се извинувам, новосредната стручна, ете така малку пак по-брутална ќе бидам, за правење кифли да печатиме учебник. Па за правење пица посебен учебник, па за правење пита посебен учебник. Тоа оди на веб страната, нели, може да се прочита и да се види. Ние може да направиме еден голем учебник за готвење. Кувар. Нели, кувар. Ама реално е така. Сега за врзување жица, нели, и за влечење кабел, не треба посебен учебник. Но еве да кажам дека средно стручното образование одлично ни оди. Сега за сега имаме одлични преговори, договори со бизнес заедницата. Имаме одлична соработка со Швајцарската, Германската амбасада и Европската унија во однос на развој на средно стручно образование. И јас мислам дека ќе продолжиме со тоа темпо. Дуално што го велите? Како? За дуалното, каде што и за дуалното изучење преку работа. Се вика се едно средно стручно. Зошто е битно? Затоа што нас не недостасуваат работници на пазарот на труд. Јавно е, сите се жалат. Овие млади луѓе, кога ќе се оспособнат и ќе добијат пристојна фабрика, а големите компании сакаат и да ги вработат, тие ќе останат во земјата. Дуалното го разбирам, бидејќи конкретни компании обучуваат конкретни ученици за таа работа. Да. Ова стручното наобразба секогаш постоела. Мислам дека, ако се сеќавате, ние сме негдека слична генерација, малку го расипа тоа кој излегува оние шуварици, Стипе Шувар, која формираше стручни училишта, кои што
стопанството пропадна, немаше потреба е. од тие струки кои што тогаш се преиначи од гимназиски. Бидејќи има селење од гранка во гранка, па едно стопанство се развија, друга гранка замира, е малку различно од потребите на државата. Како таму ќе се... Веднаш ќе ви објаснам, но да кажам. Тоа што има учебници, има на сите 5 јазици. Тоа што нема учебници, нема на ниеден јазик, да е јасно. Тоа ми е проверено и тука нема никакви дилема. Да, тоа треба да се организира во развој на училиштата стручни и баш во тој правец ние во моментов, а и понатаму, ќе направиме 5 регионални центри за средно стручно образование. Во моментов има 8 региони плански се, нели? Во моментов има 3, уште 2 кои се развиваат, уште 2 кои треба да ги донаправиме, како и да е. Значи, во секој регион ќе има по еден центар за средно стручно образование. Во тој центар за средно стручно образование, според потребите на регионот, ќе се учат тие струки. И тоа е поентата. Кореспондира со потребите на тој регион. Со пазарот на трудот, така е. Како ќе се развива пазарот на трудот, така овие центри ќе си даваат услуги на младите луѓе. Таму ќе може да се работи и преквалификација, таму ќе треба да се може да се стекнуваат и само вештини, такви и микровештини ќе можат да се стекнуваат. Така да тоа е добра работа и таа секако ќе ја развиваме и ќе ја спроведуваме. Уште еден сегмент што е не директно врзан, можеби, за одговорноста на еден министер за образование, но последиците веројатно ги чувствуваат родителите и учениците, што значи ќе стигне до вашите порти, ќе ви затропа како проблем. Мислам дека и на други интервјуа го потегнаа новинарите во прашање заради тоа што родителите имаат проблем транспортот на учениците. Особено во Скопје има големи турканици, добиваат тие бесплатни билети, меѓутоа или доцнат 1 час, 2 додека стигнат на училиште, или последните часови ги губат. Што не е добро, за да можеби некојаш намерно го прават тоа. Не навлегувам, сме го правили и ние, можеби бегаме од часови. Но ако е системски, ако навистина не се стигнува, а да ви кажам право, до некои краишта во Скопје не се стигнува за 50 минути, сигурно. И by the way, ќе ве прашам, кога гледаме телевизија, тие американски филми, кај што има школски автобуси за основците, зошто кај нас тоа не функционира? Таква ни е инфраструктурата на градот, што не можеме да ги разнесуваме безбедно ученици од дома до школа и назад? Секако дека можеме. Да, вие сте во право. Ова не е нешто што го допира Министерството за образование и наука. Ова е проблем на локалната самоуправа и на градот Скопје. Жал ми е што да, информирана сум дека се случуваат вакви, па и ги гледам, нели, не треба да бидам информирана. Дел од општините изнајдоа начин да го олеснат превозот и да го... Како? Комбиња, мислите? Не, тие и со комбиња, генерално со комбиња. Знаете, лесно е ако е компактен градот и ако треба да се соберат во одредени правци. Но ако имате во повеќе правци училишта, односно села, од каде што треба да ги приберете училиштата, е малку потешко. Јас само ќе кажам дека огромни суми на пари се трошени, според информациите кои ги добивам од градоначалниците, заради лошо организираниот превоз. Сега во новиот закон за основно, кој го очекувам во ноември да биде донесен, и за средно стручно, го регулираме линискиот превоз по цена, нели, на линискиот превоз и општината да го организира превозот таму каде што нема линиски превоз. Да, имаат различни проблеми општините во организација на превозот, но останува и оваа влада на заложбата дека превозот на учениците на кој образованието по устав им е задолжително мора да биде платен. Скопје е држава во држава и најголемите проблеми се случуваат во Скопје. Искрено се надевам дека во некоја блиска иднина и тоа ќе биде решено.
сме размислувале многу пати дека треба да го организираме превозот вака како што вие кажувате, како што гледаме по филмоновите, со ученички автобуси. Јас искрено се надевам дека веќе од следната година, кога веќе нема да зборуваме за големите дупки во буџетот, поедини општини ќе почнат да го применуваат и тоа. Се разбира, никогаш не е проблем да побараме и донации, ако нели се сигурни нашите пријатели дека соодветно ќе ги искористиме средствата кои ни ги даваат, дали на заем или како донација, мислам дека и тоа полека ќе почне да се решава. Дај Боже, тоа добро звучи и ќе биде видливо. Тоа Ќе биде видливо, дефинитивно. И така се стекнува, како да кажем, и доверба меѓу граѓанството, кога знаете дека детето ви е безбедно. И кога сме веќе кај безбедност, има многу кампањи, самите забележувате дека има многу врсничко насилство. И тоа во училиштето, таму каде што треба да се безбедни, значи не е на улица, него во школскиот двор, во училниците, се снимаат, се тепаат, има насилство и така натаму. Дали во основно или во средно има многу насилство, како тоа да го решиме и попатно една друга синтагма, освен образование, ние велевме воспитување и образование. И се чини дека има многу и невоспитани деца. Не можеме родителите да им ги воспитаме, меѓутоа кога веќе доаѓаат во една институција како што е училиштето, можеби треба малку да се посвети внимание на воспитувањето на децава. Дефинитивно треба таа компонентна од воспито-образовниот процес како да се подизгуби и ќе обрнеме посебно внимание. Присутно е врсничкото насилие. Колку се пријавува, јас навистина во овој момент не можам да имам увид. Во Министерството 6 случаи се пријавени, но верувам дека ги има многу повеќе. Во оваа едукација на наставниците предвидуваме и таква едукација за рано препознавање на врсничко насилство. Протоколи има и во моментов правилници како треба да се постапува. Но секако во оние изборни предмети, а и не само во изборните предмети, стручната служба на училиштето, што опфаќа педагог, психолог, социолог, ќе треба малку да ја зајакне својата функција во училиштата. Тие прават годишни планови, па во тие годишни планови де факто треба да се спроведуваат овие кампањи, ги нарекувам јас, и против врсничко насилство, но и многу други општествени, социјални проблеми кои ги има секоја држава, па ги има и Македонија. И тоа не треба да биде само на класен час, што е вообичаено, туку треба да биде во она дополнително време за кое што јас велам дека учениците треба да бидат подолго време на училиштата. Има ли уште психолози таму? Предпоставувам дека има. Има психолози. Не е и добро е да се исто. подолго време во училиштето, од тој аспект сигурно. Да се подолго време во училиштата, бидејќи ќе бидат сепак под некој надзор. Така е. Што се надзор. Така е. Иако се во школскиот двор, некој треба да е со нив, без оглед дали се помали или по возраст. Така. Нели? Моето искуство вели дека не секаде, но има многу училишта во кои оваа стручна служба е или некако анатемисана, ќе речам, дека кај психолог се оди само ако си сгрешил, ако нешто не е во ред, па децата не сакаат, па се срамат или не сакаат никаква стигма да им се фрли, се вели тоа. Или пак се користи стручната служба повеќе за административни работи. Пак велам, не е тоа секаде, но и во едно училиште да не треба да биде така. Па ова воспитување треба да ги научи децата. И дека не е страшно да се отиде кај психолог. Всушност, секое дете треба во текот на годината или во месецот, во зависност од потребата. И оние кои не се, да имаат средба, да имаат разговор. Нели? И таа програма ќе треба да почне да се спроведува многу поагресивно, би рекла. Тие да си ја вршат својата работа, она за што студирале, за што нели се вработени во училиштата, а не да вршат други функции. Така да кога таа служба ќе ја зајакнеме, повторно велам, не во 2 месеци, не во 3 месеци, во еден период, а сигурно ќе почне од
Тврдам дека имаме и одлични наставници, и добра случна служба, само треба да им ја дадеме слободата и мотивот да работат и дека полека ќе почнеме да ги постигнуваме целите. Остана уште една категорија на деца, кога говоревте за поделбата на оние кои што одат напред, понапред, и она друга кој што треба да стигне Треба некој одредено помош, ниво, да. да не ги заборавиме. Деца кои што различно ги нарекуваме, на кои што им е потребна со посебни потреби или да не звучи навредливо, но имаат и асистенти. Значи, инклузијата нивна е постојано проблем меѓу родителите. Дали и како принцип, дали е добро да бидат заедно или да бидат издвоени. Некојаш родителите се жалат, оние дека им пречат, другите пак сакаат нивните деца да видат, да го фатат чекорот со обичните деца. И верувам дека тука е тешко да се донесе правилна одлука како понатаму, дотолку повеќе што ако ги поврземе со оние училишта стручни, каде што е ова дуално образование, таму има посебни барања каде што има се работи со струја, со алатки и така натаму, каде што по природа не би можеле да се вклучат во тој образовен процес. Како тука ќе избалансирате? Кој е вашиот став околу тоа? Да, тоа ќе го дефинираме сега и во овие закони кои ви Колку ги спомнав. 5 закони подготвувате? Така Да, 5 закони во моментов и многу брзо уште 2. Но се едно, многу закони треба да се менуваат и ние навистина напорно работиме, во трка со времето сме. Некој се шегуваме дека денот ни е краток. За жал, тоталната инклузија во Македонија е пропаднат проект и таа во Македонија е несправедлива. Се покажа јасно и ако има негде големи замерки и борба тој сегмент да се промени и подобри, е токму тука. Од тука ние заклучивме дека децата со посебни потреби учат по програма која што е регуларна, учат по програма која е адаптирана за нив, индивидуална програма и учат по модифицирана програма, значи деца кои не можат да ги постигнат, дури ако не можат да постигнат одредени степени на вештини, сега за нив зборуваме, дури ако е прилагодена некако програмата. Да, одредена група на родители сакаат децата да им се во регуларните училишта и во право се и треба да им бидат, затоа што тие дечиња, без оглед што се деца со некакви посебни потреби, постигнуваат успех. Но има многу голема група на родители кои инсистираат нивните деца да не бидат во регуларните училишта, затоа што таму се чувствуваат повеќе дискриминирани, немаат никаков напредок, немаат услови и тие бараат тие деца да им бидат повеќе или цело време во ресурсните центри. Ние како нова влада се обидовме да направиме баланс и рековме сите деца што можат да одат во регуларните училишта, ќе си одат во регуларните училишта. Сите деца на кои телото, сега се вика Комисија за функционална проценка, но во моментов и таму се прават некакви извани, како и да измени, како и да се вика во иднина, телото кој ќе прави функционална проценка на можностите на детето за некакво образование, значи тоа тело во договор со родителот, односно му даваме право на родителот да избере каде неговото дете ќе треба да учи. Но секако да се сложи и ова тело, нели, медицинско за функционална проценка. Не може родител да одлучи сам моето дете ќе учи во ресурсен центар, ако комисијава мисли дека тоа и во регуларно училиште може да постигне успех. Но им даваме право и на тие центри да запишуваат деца, ресурсните центри, во нивните центри да се одвива целосното образование. Другата е можност е дел во регуларното училиште, дел во ресурсниот центар и третата можност е, нели, да си се постојано во регуларните училишта. Има една забуна во јавноста. Сите се врзуваат за образовен асистент. Но поимот е образовна асистенција. И не е само образовниот асистент тој што дава образовна асистенција.
И јас од самиот почеток на годината го промовирам и ова мора да стане правило. Тие деца се равноправни како сите други деца, имаат права како сите други деца и имаат право на постојана асистенција. Затоа постои инклузивен тим на ученикот во училиштето, составен од родител, психолог, наставник и така натаму. Па има инклузивен тим на училиштето, значи на ученикот на училиштето. Па има училиштата може да добиваат помош од ресурсните центри, каде што во суштина асистентите и се вработени. Ресурсниот центар ги вработува, а тие работат во училиштата со учениците. Па тие исто така во случај на недостиг, еве може да се случи да недостасува еден асистент, тие ќе дадат помош на наставникот, на другиот асистент кој може да работи со 2 или 3 деца. Значи, нигде во светот не вели дека секој ученик со посебна потреба треба да има свој единствен образовен асистент. Тој треба да има образовна асистенција. Убаво е асистентите да бидат постојано со еден ист асистент, да биде постојано со детето, доколку е тоа можно. Да, доверба стекнуваат, па и нормално знаат навиките и така натаму. Добро е тоа и доколку е можно, ние тоа ќе го протежураме, но има случаи кога не може. Например, комисијата ќе рече дека нема потреба повеќе од асистенција образовна и тогаш нема детето да има образовен асистент, без оглед што родителите се плашат дека ако се укина образовниот асистент, детето ќе назадува. Сметам дека комисијата одлично си работи работата, но и ако се случи мало назадување, повторно ќе го добијат. Значи, максимални напори вложивме со нашите пријатели од странство, со нивните институции, со здруженија на родители, со невладини организации, во постојан контакт бевме. И оно што вие го спомнавте во некои од претходните прашања, и законите беа на јавна расправа, но и програмите. Не кажав дека и програмите беа ставени на јавна расправа за секој родител и секое стручно лице и секоја организација, каква и да е, да може да даде забелешка и на наставните програми, во конкретниот случај за 7, 8 и 9, и на законите, основно средно стручно, други веќе има стручни тела. Генерално, јас би сакал во образовните програми да има програми што ќе поттикнуваат размислување и расудување, не да се учат само податоци на памет, бидејќи ако гледате телевизии има разни анкети, многу се срамни некојаш анкетите со млади луѓе кои што не знаат што е 11 октомври, кои што не знаат кој е Гоце Делчев, а со знамиња на митинзи Гоце не го даваме, Гоце е наш. Ни кога е роден, ни кој му е татко, ни кој му е... Ништо не знаат. Значи, таква едукативна програма очигледно не дава резултати за кои што потоа велите ќе создаваме патриотизам. Да создаваме луѓе кои што размислуваат со своја глава. Да. Тоа е многу битно. Ако го постигнете тоа, ќе викнам пак на интервју. Јувиша, ние се во наставната програма. Па не, таму велиме значи, долго време ќе поминат во училиште, ако веќе дома не го учат тоа, ако се научи на турбо фолк да пцујат и да се тепат, барем да научат да основни работи се. Патриотизмот се и некои датуми, некои историски личности. Се не влегле во 7 во програмата, затоа што е нешто договорено за Самуил со бугарскава комисија и да не биде тоа причина од политизација. Не. Нека ги, па нека се удират во гради, нека се тепаме за Гоце, ама да знаат барем кој е Гоце. Не знаат кој е Кирил и Методи, па мислам тоа се странни работи и не треба да биде така. Секако треба да знаат, но не во учебниците пишува кој е Гоце. Пишува што е Крушевска република. Јас ги разгледував. Пишува и кој е Самуил. Се можеме да дебатираме, нели, како сме го крстили или како треба. И професорите дебатираат, и академиците. Но пишува. Но нема стимул меѓу учениците ако сите се еднакви оценети со 5. Да. Нема. Нема стимул меѓу учениците ако ние од дома не им речеме знаењето е важно. Сега тука и вие сами откажавте дека има значајна улога не само образовниот систем, целото општество. Да, така. Има.
Знаете, ако не ме сваќате погрешно, јас сега не обвинувам, но тоа е факт и не се случува во самото наше општество. Ако детето е секој ден изложено на тоа дека несознаење, туку со други дејства, криминал и корупција и мито може да се стане успешен, сега тоа под наводници и под прашалници, нема да го цени знаењето. Ако и родителите од дома велат ние се убиваме од работа за ништо, а види комшија на што направи, тоа е цела едно обштествено милје, тоа е една околина обштествена. Ме потикнавте за ќе го заборе високото образование. Од реформите, една од минатите реформи беше факултетите станаа средни училишта во секоја населба, во секој град има универзитет. Да. Може би тогаш изгледало конкуренција да се создаде, меѓутоа веќе сите родители немале пари, ги пратија по приватните факултети во секој град и затоа падна можеби квалитетот. Нешто не сме на Шангенска листа, можеби никаде нема да бидеме, бидејќи вика па што ако заврши таму да се мачи на УКИМ, овде ќе платиме 2500 евра, ќе заврши факултет и повеќе. Сега ќе земаме кредит, немаме пари, ама за да го образуваме детето, ќе го направиме тоа. Тоа не води квалитет генерално во државата. Ама не можеме сега да ги затвориме. Што да правиме тука? Ова е многу сериозен проблем. Јас сум длабоко убедена дека замислата и идејата биле добронамерни. И конкуренција, и достапност... До пеколот е поплачен со добри намери. Да, и достапност на високото образование, на разни социјални слоеви и така. Но ние сме уметници, и не само ние, целиот Балкан е сличен. Уметници од нешто добро да направиме нешто лошо или, како вели народот, да најдеме дупка во законот. Нели секаде нешто за да биде полесно. Да, драстично опаднат квалитетот и на високото образование, но и заради промените во законот за високо образование, кој исто така ќе треба да се менува, но не можеме да стигнеме, нели, да смениме 15 закони во 3 месеци, ќе дојде и он наред, и не само тој, и други закони. Не се покажа добро, тие дисперзирани студии, тие многу приватни факултети не се покажаа добро и јас се уште велам, се уште сме во фаза на испитување и докажување, па не можам да речам дека е така, но велам, се зборува во јавноста, отворено се зборува, дека да, се купуваат дипломи, па не само на додипломски, постдипломски, докторски студии и така натаму. И тоа е резултат на она дека треба да се дојде до диплома за да се добие работно место, веројатно во државна администрација и некаква сигурност, макар и за ниска плата. А не дека треба да се научи нешто за да можеш да одговориш на работното место. Односно со своето знаење да си градиш кариера и да напредуваш, нели, во таа кариера и да стекнуваш, да си ги исполнуваш своите цели на животот. Дали ќе бидат материјални богатства, дали духовни, дали, не знам, разгледување на светот и релевантно, секој со своите желби и замисли. Од тука, јас кажав на сам почеток дека ние ќе почнеме со проверка по пријави. И тоа го правиме. Значи, пријавува некој дека на одреден универзитет, факултет се случува нешто што е надвор од законот, би рекла, и Државниот просветен инспекторат од, речиси, првата недела, може би не првиот ден, од првата недела постојано е на терен. И во основни, и во средни училишта, и во факултети, и на универзитети. Но се додека не се заврши тој процес со евалуација на сите, значи нема исклучок, јас реков, се надевам дека оваа влада, извинете, во првите 4 години ќе успее да направи евалуација на сите високообразовни институции во земјата, без исклучок. Јавни, приватни, јавно-приватно партнерство, за да имаме комплетна слика каде и што се случува. Таму каде што ќе најдеме грешки, тие што се вклучени во процесот на грешки или криминални влијанија ќе се одговараат според закон. И во таков случај може да се случи
одредени луѓе да изгубат работно место, одредени луѓе да платат казна, но може да се случи и некои институции да бидат затворени. И јас мислам дека ќе ни се случи такво нешто, но не можам да кажам во кој обем од сознанијата кои досега ги примам од Државниот просветен инспекторат. Да завршиме со уште едно последно прашање. Имаме уште малку многу време, но да не заборавиме дека Македонија е мултиетничко општество. Треба да сме сите еднакви и во сферата на образованието, и во пристапот до информации, до учебници, до нагледни средства, до училиште и така натаму. Некогаш меѓу етничките односи се прекршува не само во политиката, туку и во образованието, во училиштата, па во одредени периоди, политички периоди, децении наназад, доаѓаше до судир меѓу учениците, па мораше да се градат одредени делови од училиште, в ново училиште, да се одвојат македонците од албанците, или немаше доволно простор, па се двоева, или имаше конфликти, па се двоева. Па тоа предизвика оддалечување на едни од други, престана да говорат македонски, да се разбираат, само заради толеранција, некоја што е па и побитно. Меѓутоа, ако живееме во една држава, сега е различно секаде, мисли, че имаше во Струга такви случаи, имаше во Куманово и во други делови каде што е мешан етничкиот состав. Како сега гледате на тоа, дали односите меѓу политичките партнери влијаат да бидат подобри и на терен меѓу учениците, и дали чувствувате дека има поделби внатре во програмите на партиите, кои што ние преку, можеби не ги прочитавме сите програми на политичките партии, но повторно се ревайвал имаше на еден етнонационализам, и македонски, но и албански, бидејќи едниот го создава другиот, дека треба да учат албанските ученици од едни учебници, дека па дури ова академијата за албанци. Како низ процесот на образование ќе балансирате и како го коментирате овој феномен? Ако нешто жално се случи во Македонија покрај животите кои беа дадени, физичкото делување на младите луѓе е една, според мене, од најголемите катастрофи што може да ни се случат во градењето на општеството и државата. Државата е наша на сите и јас тоа постојано го повторувам и се надевам дека добронамерните ќе ме сватат баш добронамерно како што тоа го велам. Ова е наша заедничка држава, ние овде сите сме еднакви и рамноправни. И огромна моја заложба ќе биде тоа да го применуваме колку што е можно повеќе, односно да ги интегрираме барем младите луѓе меѓу себе, затоа што сметам дека возрастните, закоравени на било која страна, тешко можат да восприемат нови правци и идеи. Но младите луѓе, особено оние најмалите, значи примаат тоа што ние им нудиме, ќе учат тоа што ние ќе им кажеме. Од тука, еве да почнем од баналностите, Министерството за образование и наука има програми за мултикултурност, мултиетничност, кои ги развиваме сами и со помош на странски институции. И овој пат, за прв пат, ќе одредиме поголеми, во законот внесуваме поголеми средства за такви активности меѓу училиштата. Па има една програма Супер училишта, која е на регионално ниво, и таа ја поддржуваме. Значи, сите можни активности, но и во самото училиште, каде значајна, односно клучна и улога имаат и наставниците и педагозите, би требало ова да се изучува, би рекла. Не само да се промовира, туку напротив, треба многу подлабоко да го направиме тоа, за сите да сватат дека ние имаме добра идеја само ако сме сите заедно. И тоа го потенцираме постојано и ќе вложуваме средства за да можеме да достигнеме, тоа нема да биде утре, едно ниво на комплетна интегрираност без оглед на било која различност. Ниту етничка,
ниту полова, ниту верска и да не ги набројувам сите други. Тоа ќе биде релативно тежок процес, но битно е ние да не се откажуваме. Во овој момент не гледам во владината коалиција дека имаме сериозни проблеми. Може би ќе се појават несогласувања и се појавуваат во по одредени активности и ставови, но се уште сметам дека не е тоа нешто кое ќе направи упад во идејата на комплетната интеграција на сите граѓани на оваа земја. Многу како МОН внимаваме да нема никаква разлика, сите ќе учиме иста историја. Заедничка историја. Овде можеме да кажеме, тоа што се случувало на територијата на оваа земја е наша заедничка историја. Сите ќе учиме заедничка географија. Нема книги за албанци, турци, македонци, роми. Да, согласна сум дека треба да имаме лингва франка, јазикот треба да е обединител за сите нас и треба да се разбираме. Оти ако не си го разбираме јазикот, ние ништо друго меѓу себе нема да можеме да разбереме и на тоа ќе работиме и ќе доработиме, но тоа не може да го реши само една влада. Тоа ќе треба влади во континуитет да го решаваат. Госпоѓо Јаневска, министер, ќе ви благодарам што бевте гостинка во интервју на Клан и фали ми дерит. Мислам дека имавме добар разговор, се надевам дека често пати употребувавте, нема да биде лесно, нема да биде од утре, дека утре сепак ќе биде побрзо, да не биде задутре, за сите најави што ги во интерес на сите нас. На сите нас. Ми беше големо задоволство, многу ви благодарам и јас вам. Благодарам. Почитувани гледачи, довидување и пријатно се гледаме во наредната емисија.